Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. На плоштадот Мајка Тереза пред Македонската опера и балет денеска почнува фестивалот на виното Виноскоп 2017, на кој ќе се представат десетина македонски винари, на чии штандови посетителите по промотивни цени ќе може да дегустираат повеќе видови вина и македонски деликатеси. Со оваа вест ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. Доделени благодарници, признанија и плакети на најзаслужните за развојот на општина Ѓорче Петров. Стипендии за талентираните ученици и спортисти од општина Карпош. 20 години од првата трансплантација на срце направена од Жан Митрев. Отворена изложбата Урбани документи, пейсаж град Предел во Мала Станица. Со манифестацијата Денови на општина Ѓорче Петров започна централното одбележување на Денот на општината. На оваа манифестација и претходеа низа културни и спортски активности кои се одржуваа на различни локации во општина Ѓорче Петров. Празникот на општината Ѓорче Петров 20 септември се одбележува со богата програма на културни и спортски настани. За таа цел во Реонскиот парк синоќа беше отворена манифестацијата Денови на општина Ѓорче Петров, која е збогатена со културно-уметничка програма и со присуство на гости од збратимените општини од Словачка, Бугарија и Србија. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски истакна дека со богата програма сакаат да одбележат 101 година од постоењето. По повод денот на општината 20 септември, неколку дена во општината се случуваат многу убави спортски, културни и други настани во чест на одбележување на празникот на општината. Со присуство на бројни гости од збратимените општини славиме 101 година и сакаме навистина тој јубилеј да го значиме со бројни настани и со бројни покрети, работни победи и успеши што ги имаме во текот на годината. Секако да си дадеме една релаксација заедно со сите граѓани на општината да го прославиме. Синокешната забава започна со настап на фолклорната група поважана од Република Словачка, кој преку изведба на традиционалните народни песни, ора и обичаи покажаа дел од културното богатство што се негувало со години во нивната земја. Свој настап имаа познатите македонски пејачи Владко Лозановски, Владко Илиевски, Ристо Самарџиев, Симона Поповска и Анета Мицевска и групата Молика. Празнувањето на општината се заокружува денеска со културно-уметничка програма во Реонскиот парк, каде има реприза на детскиот фестивал Соната, настапи на културно-уметничкото друштво Глигор Прличев, настап на танцовиот спортски клуб Бранимир и Бранкица, фолклорна група на пензионери Ѓорче Петров, трио Тенори Джентлмен, културно-уметничко друштво од Скопје и диџеј Панчо. Исто така во рамки на одбележувањето на Денот на општината денеска беа доделени благодарници, признанија и плакети на најзаслужните граѓани за развојот на општина Ѓорче Петров. Изминативе неколку дена во општина Ѓорче Петров поминаа во знакот на одбележувањето на Денот на општината 20 септември. За таа цел се одржаа голем број културно-спортски настани, меѓу кои голем турнир во мал фудбал, на кој учество зедоа 20 екипи од цела Македонија и од соседството, на кој денеска им беа доделени наградите за освоено прво, второ, трето и четврто место. Се одржа и познатиот детски фестивал Соната, а официјално беа отворени и спортски училишни лиги. Официјалното одбележување на Денот на општината 20 септември се случи денеска во Центарот за култура, каде на свечена седница на Советот беа доделени благодарници, признанија и плакети на сите кои дале свој придонес во развојот на општината. Една од наградените е и наставничката по математика Анкица Спасова од основното училиште Тихомир Милошевски, чии што ученици покажуваат извонредни резултати и достигнуваат големи успеси на математички надпревари на европско и светско ниво. А вие денеска добивте наградата за најистакнат просветен работник за изминатата година. Може ли ни кажете на што се должи оваа награда? Оваа награда мене ми е некако најдрага во целиот ред на награди што сум ги имала. Ова е награда која што се однесува на успесите кои што ги постигнуваат нашите деца. Значи, кога нашата благородна професија ќе ја пренесеме таму каде што треба, ќе ги упатиме, ќе ги образуваме, ќе ги воспитуваме и кога ќе постигнат успеси, што ние минатата година, верувајте, ги имавме многу, тогаш, значи, мора да бидете забележани и од општината и од општеството.
Ние учествувавме на многу надпревари, на државен надпревар освоивме прво место. Овде морам да го спомнам ученикот Блаже Суглевски. Понатаку учествувавме на јуниорска македонска математичка олимпијада, каде што се закитивме со бронзен медал. И сега последниот успех ми е иранската геометриска олимпијада, која што е на интернационално ниво и се бориме за сребро, злато или бронза. Овогодишен добитник на годишната награда Ѓорче Петров, според одлуката на Советот на општината и градоначалникот, е пензионерското друштво од Ѓорче Петров. Сдруженијето на пензионери Ѓорче Петров има своја програма за работа со која опфатени се над 7000 пензионери. Со она што ние сме организирани како здружение веќе внесовме еден нов живот меѓу пензионерите. Пред се ние се трудиме пензионерите да го исполнат своето слободно време, така да речеме. Да не се чувствуваат осамени, да се дружат, а тоа најмногу го постигнуваме преку нашите активности културно-забавни, спортски и рекреативни активности имаме. Така да се наредивме меѓу едно од најдобри здруженија во Република Македонија, посебно првите регионални, односно републички спортски надпревари во 2012 година ги организирале во Скопје, кај што имаме над 1200 пензионери и посебна награда добиена за тоа као добри организатори. Понатаму сме добри организатори на републичките ревии на игра, песна и музика, така да со ред години наназад сме меѓу најдобрите, а ова година жири комисијата не прогласи како најуспешна фолклорна група. Во рамки на одбележувањето на денот на општината, општина Ѓорче Петров официјално се збратими со општина Осичина од Република Србија. Како што информираше Драган Алексич од општина Осичина, соработката со општина Ѓорче Петров трае повеќе од 12 години, а денеска беше само официјализирана. Две општини сараѓују неких 12-13 година. Двете општини соработуваат околу 12 години. Иницијатор на соработката беше господинот градоначалник Митровски. Се договоривме да ја официјализираме соработката. Пред еден месец делегација од општина Ѓорче Петров беше на гости кај нас. Тогаш потпишавме иницијатива за соработка. И еве, денеска официјално потпишавме избратимување. И од денеска сме збратимени општини. Целта е да ја прошириме соработката на културен и спортски план. Властили су нас градоначалник и мене да потпишемо братимњење и од данас сме званично збратимњена општина. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров нагласи дека за несебичната посветеност денеска им биле доделени признанија на долгогодишните вработени во општината, а на амбасадорите символичен клуч од општината, кој ќе придонесе да ја чувствуваат како нивна. И овдека имаме свечана седница на кој Советот на општината Ѓорче Петров додели одредени признанија на тие што долгогодишно работат во општината Ѓорче Петров, меѓутоа и на заслужни дејци овдека во општината кои дадоа да виде допринос за афирмација на самата општина. На сите збратимени општини доделивме клуч на општината како символ да е ова нивна општина и доделивме одредени признанија на амбасадорите во Република Македонија од збратимените општини. За одличната соработка со МТМ телевизија и непристрасното и секогаш навремено информирање на гледачите за нивните активности, Митровски искаже јавна благодарност. Сакам јавно да се заблагодарам на вас на телевизија МТМ, која ревностно не следи. Навистина сте хроничари на нашите настани. Голема благодарност исто така за долгогодишната соработка и за ово што го чините, да ја афирмирате општината за сите тие настани кои се случуваат и се надевам дека и така ќе остане таа соработка, нема да се прекине со чинот на моето одење од градоначалничката функција. 20 години од првата трансплантација на срце направена од Жан Митрев. Прилогот на оваа тема следува подоцна во вестите. На талентираните ученици и спортисти од општина Карпош денеска им беа доделени стипендии кои во континуитет се доделуваат со цел да се потекнат и наградат талентираните ученици и спортисти од основните училишта кои се наоѓаат на територија на оваа општина. Денеска во основното училиште Братство во општина Карпош беа доделени стипендии на талентирани ученици и талентирани спортисти од територија на општината. Годинава беа доделени вкупно 56 стипендии, од кои 29 се за талентирани ученици и 27 за спортисти.
Со доделувањето на стипендиите, општината ги мотивира и потикнува учениците да бидат вредни и да се подпираат врз своето знаење и труд. И во наредниот период, низ нивниот развој, сето ова да биде потик уште повеќе да се трудат во одредена област, да станат специјалисти како во науката, во спортот, во културата или во некоја друга област. Стипендиите кои ги добијат талентираните ученици и спортисти се во износ од 2 до 3.000 денари. Денес во општина Карпош се случува еден убав свечен момент и доделува стипендиите на најталентираните ученици и најталентираните спортисти. Вкупно се доделени 56 стипендии, од кои 29 за талентирани ученици и 27 за талентирани спортисти, што ќе представува за овие млади надежи на општината, секако и на градот и државата, еден добар подстрек, импулс за понатамошна како научна, така и спортска работа. Општината стипендиите ги доделува по строго утврдени критериуми, преку јавен оглас и максимално објективно. Од општината истакнуваат дека со овие доделени стипендии, кои се само скромна награда за надарените ученици, сакаат да ги потикнат за поголеми стремежи во животот и еден ден да бидат вистински граѓани на Република Македонија, но во исто време да дадат придонес во развојот на нашата држава и било каде и да одат да бидат наши афирмирани граѓани. Одбележан јубилеј 20 години од успешно направена трансплантација на срце од Жан Митрев во Германија. Од 2000 година, кога е извршена првата бајпас операција, до денес во Македонија се извршени над 30.000 хируршки операции. Успешно одбележан големиот јубилеј од 20 години од успешно направената трансплантација на срце од Жан Митрев на Универзитетската клиника во Франкфурт и 17 години од првата извршена операција на отворено срце во Република Македонија. По повод одбележувањето на јубилејот на денешната пресконференција, доктор Жан Митрев рече дека пациентите постојано до здравствените институции поднесуваат барања за добивање дозвола за извршување трансплантација на органи и ткива во болницата, но се соочуваат со административни пречки. И секојдневно се среќаваме со многу тешки пациенти кои им потребна и многу посложена операција од една трансплантација на срце. Меѓутоа, етичките и сите други културолошки, религиозни и сите други фактори секако дека влијаат. И сето тоа може да се, значи, не е така лесно да се сето тоа организира. И затоа е потребно подршка од повеќе страни и мислам дека сето тоа може да се направи во Македонија. Многу пациенти одат во странство баш за трансплантација на органи, разни органи. Сето тоа може тука да се прави. Така да бројката не можам точно да ви ја кажам, во однос на само за срце и плуќа сигурно дека е голема, бидејќи зафаќат повеќе болести, како конгенитални кај деца, така стечени болести кај возрастни. Доктор Жан Митрев, кој направил над 15.000 операции на срце, рече дека во болницата на тројца пациенти им извршиле реконструкција на срце. Појасни дека станува збор за процедура во која срцето се вади од градниот кош на пациентот, се реконструира и се враќа во градниот кош. Има и една, јас ја спомнувам во видеото, една измеѓу терапија, а тоа е кога пациентот се поставува на така наречено вештачко срце, кое може месец па и два да биде на тоа комплетно заменување на срцето со едни апарати кои ги имаме сите тие тука, и на тие апарати неговото срце, значи сопственото срце, може со терапија да се опорави. Тоа е помали од, да кажам, веројатност, меѓутоа постои 20-30%, а умеѓу време се, нели, така да кажеме, чека за поволен донатор. Од 2000 година, кога е извршена првата бајпас операција, до денеска во болницата на доктор Жан Митрев се извршени над 30.000 хируршки операции од разни специјалности.
Од 22 до 26 ноември годинава ќе се одржи 7-та поред недела на дизајн во Скопје. За таа цел отворен е повик за представување нови производи и услуги од дизајнери, дизајн студија и компании. Дизајнери, дизајн студија и компании од Македонија и регионот може да се пријават на отворениот повик за представување нови производи и услуги на 7-та недела на дизајн во Скопје, која што ќе се одржи од 22 до 26 ноември годинава. 7-то издание на неделата на дизајн на јавноста ќе понуди изложби од цела Европа, презентации, работилници со врвни дизајн практичари, забава, вмрежување и награди во 3 различни категории за дизајнери и компании, соопштија денеска од неделата на дизајн. Оттаму најавуваа дека првпат изложбите ќе бидат поставени на 2 локации: Центарот за дизајн и иновации јавна соба и продавница за мебел и осветлување. На двете локации ќе може да се видат дизајни на млади дизајнери од Балканот. Унгарија, представувана од 20 продукт дизајнери и иноватори, е земја во фокусот на овогодинешното издание на неделата на дизајн во Скопје. Дизајн на храна е новата дисциплина која е отворена за пошироката јавност и ќе ги отвори вратите за недизајнери да се приклучат активно во програмските активности. Музичката програма, предавањата, детските работилници и сеемскиот дел се интегрална целина на секој издание на Скопје Дизајн Вик, истакнуваат од неделата на дизајн. Кои делови од Скопје утре ќе останат без електрична енергија, гледате подоцна во вестите. Денеска во галеријата Мала станица се отвори тематската изложба Урбани документи, пейсаж град Предал, која содржи колекција на слики од познати и афирмирани автори. Ова изложба е во рамки на манифестацијата Европски денови на културно наследство. Во рамки на манифестацијата Европски денови на културно наследство, Националната галерија на Македонија организира тематска изложба насловена Урбани документи, пейсаж град Предал, во галеријата Мала станица. Европските денови на културно наследство ги одбележуваат 13 на земји, годинава под заедничка тема природата и културното наследство, а во рамки на општата тема планирано е активностите во Република Македонија да се фокусираат на темата водата, дар од природата. Националната галерија на Македонија соопшти дека изборот на дела на темата Урбан Предал од незината богата колекција содржи слики на познати и афирмирани автори. Голем дел од нив ќе бидат презентирани првпат пред јавноста на оваа изложба, а сите тие имаат посебен карактеристичен урбан лик. Некои дела се со веќе препознатливи мотиви, како детали од Скопје, но и дела инспирирани од Тетово, Кратово, Париз, Венеција, Загреб, Белград и Задар. Целта на манифестацијата е подигнување на свеста кај пошироката јавност за заедничкото европско наследство. Одбележувањето почна во септември 1991 година на иницијатива на Советот на Европа и со поддршка на Европската Унија. Република Македонија се приклучи кон одбележувањето во 1996 година. Поради планирани технички работи од страна на ЕВА на Македонија, во текот на утрешниот ден без напојување со електрична енергија ќе останат делови од општините Карпош, Аеродром и Киселавода. Регионалниот центар за управување со кризи соопшти дека утре од 9 до 11 часот без струја ќе бидат дел од жителите на улицата Рузвелтова број 44 во општина Карпош, а од 8 до 14 часот дел од улицата Дрезденска и дел од улицата Багдадска во општина Карпош. Од 8:30 до 14:30 часот без напојување со електрична енергија ќе останат жителите од булеварот Асном, број 68, 70 и 72 и околните објекти, како и корисниците од улицата Тодор Чангов, со подулиците и дел од улицата Богомилски поход во општина Аеродром. Без струја од 10:55 до 15 часот ќе бидат корисниците од касарната Чојлија во Петровец. Од 8:30 до 13 часот дел од улицата Кавалска и од 11 до 12 часот корисниците од улицата Томе Арсовски во општина Киселавода. Од 9 до 12 часот струја нема да имаат жителите од улиците 1, 6 и 7 во село Батинци. Од 9 до 12 часот дел од улицата 4 во село Никиштани, а од 8:55 до 11 часот дел од жителите од населбата Идризово. Прекините во напојувањето со електрична енергија се поради изведување на планирани технички работи од страна на ЕВА на Македонија.
Времето утре ќе биде променливо облачно и доста свежо со слаб локален дожд, особено во западните делови од земјава. Ќе дува умерен северозападен ветер. Дневната температура значително ќе опадне за околу 10 степени. Во петок и за време на викендот времето ќе биде стабилно и свежо со ниски утрински температури. МТМ Метео го гледаме во продолжение. Светскиот ден на мирот, 21 септември, коалицијата О2 за чист воздух и првата детска амбасада во светот Медјаши ќе го одбележи со мировен марш за право на чист воздух. Маршот ќе започне пред владата со почеток во 17 часот. Ќе продолжи по булеварот Илинден и по булеварот 8 септември. Граѓаните ќе се спојат со здруженијата од Карпош, кои претходно ќе одржат протест пред општина Карпош. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации има на нашата веб страна matama.mk. Ви благодариме на вниманието, а спортските вести се следни на МТМ. Пријатно!